Здраво, дечки! Ова е Dongfeng Mage, автомобилот за кој што оваа година добив ненормално многу пораки. Кирил, кога Mage на тест? Mage ќе има ли на тест во Македонија? Ќе го видиме ли? Што мислиш за него? Кирил, Mage, еден тон пораки. Затоа направете subscribe уште сега ако немате до сега направено и слободно пишете ми дали на Instagram, дали на YouTube, каде ви одговара. Пишете ми вие што сакате да видите, бидејќи тоа можам благодарение на вас да ви го понудам. А сега ќе го видиме Mage. Mage, искрено, уште сега ќе ви кажам, автомобил според мене кој што ќе го редефинира пазарот, ќе ги помати водите на сите брендови, европски, светски, стварно ќе направи сериозно изместување на пазарот, не поради тоа што има голем интерес бидејќи сте ми пишале во голем број, не, мислам, апсолутно тоа е само еден доказ, но Mage ќе го редефинира пазарот поради неколку клучни елементи. Прво, дизајнот, изгледа многу светски, многу европски, многу модерно, многу луксузно и многу спортски. Сето тоа во едно и да изгледа тоа многу културно, многу добро направено. Нема некои кинески чудни линии во дизајнот за да се каже што ми треба време да го навикнам. Не, едноставно го гледаш и да не пишува Aeolus и да не го има знакот на Dongfeng, не кажам ништо лошо кон тоа, туку само да ви кажам да се постави значка, не знам, на Porsche, си кажеш, колку е добро Поршева. Затоа кажам дека дизајнов е фантастичен, привлекува многу внимание, мислам како и да го гледаме, дали од напред, дали странично, дали од позади потсетува на некои спортско луксузни европски брендови, не знам, пример во бандажите, во одредени линии, стварно мислам дека е како Порше. Напред дури ме потсетува на таа луксузност која што има Масерати дури. Така да дизајнерскиот надвор Mage го погодиле фантастично многу добро. И тоа е едниот момент за кој што ќе ги помати водите, другиот момент е опремата кој што за кратко ќе ви ја покажам и третиот момент е целокупниот пакет. Односно дизајн надвор, внатре, опрема и цена. 25.900 евра акцијска цена чини овој модел. 25.900 евра, дечки, тоа е многу добра цена за автомобил кој што има многу добри перформанси. Да, за кратко ќе почнам да го возам, но ова мора да ви го кажам. 4 цилиндри, 1,5 турбобензинец со 197, да ги заокружиме на 200 конски сили, 305 ньютон метри, и 7 степен дуал клач автоматски менувач, што уште сега вака да ви кажам, перформансите не можеме му најдеме никаква замерка. Второ, врати, односно рачки од вратите кои што имате keyless влегување, но излегуваат вака автоматски, е многу кул елемент. Мислам, ова не е нешто ново, не дека ДФСК го измислиле, но е многу кул за оваа цена. Реално да правиме муавот. Второ, внатре кога ќе влезете, стварно многу убаво. Целиот интериер е страшно многу убаво направен. Многу меки и квалитетни материјали се искористени, речи си секаде тука напред, каде да пипнете, стварно меко, мене ме фасцинира се тоа, значи колку добро е сработено. Не можам да ви објаснам, ова мора да седнете да ги чепнете сите материјали. Позади веќе малку потврдо, но таму кој ќе дојдем ќе збориме. 13,5 инчен екран, ако грешам, точната бројка веќе ја гледате тука. 10,25 инчен екран пред возачот. Овој централен дисплеј е закосен и поставен исто како во Тесла, што на некој нема му се допаѓа, мене искрено ми се допаѓа, иако нема ниту едно физичко копче, се функционира преку екранот. Мене ми е кул, бидејќи е многу едноставен системот, многу лесно доаѓате до секоја функција што ви е потребна и не заглавувате во менито. Тоа е многу битно да се знае. Друга битна работа што многу ми се допадна искрено е тоа што на централниот дисплеј возачот може да мести пример клима преку овие копчиња од воланот тука, да се ја мести сопствената клима со брзина, со температура, се преку воланот. Да не влегува во меню, да не му паѓа погледот надоле, многу кул, многу практична работа. Дури ми се допаѓа овој пластичен детал тука кој што е како гравирана, многу интересна структура кој што прво изгледа убаво и второ на фати интересна, дури вентилација, отворите од вентилацијата ми се фантастични. За 25.900 добиваме панорама, што е многу кул, само ако успеам јас контакт да дадам и да отварам. Целото, целиот покрив е стаклен и
до пола може да се отвори стаклениот дел, што е многу кул и практично. Дополнително на тоа имаме едни убави седишта кои што изгледат како спортски. За возење ќе кажам колку се практични, ама кога ќе почнам да ги возам, од практичност тука имаме две остави за шишење со остава кој што се вади, можете да се местите како сакате, остава под наслонот за раката која што е климатизирана и овој дел оди напред назад за да ви се намести како што вас ви одговара. Тука од менувачот имаме едно кристалче кој што изгледа многу убаво као сафир нешто, многу убаво. Овој дел од пијано пластиката со екранот изгледа вака убаво, да, но бидејќи пијано, знаете дека секој пат ги критикувам од причина што лесно се гребе и се прља. И јас до сега мака вадев за дури да го исчистам, дури да го средам. Се надам дека вака изгледа окей. Позади, односно екранот, многу кул, имаат оставено бежичен полнач кој што лади и е многу кул, бидејќи ладењето не дозволува телефонот да ви грее, што се случува кај бежичните полначи, и плюс многу убаво го искористиле целиот овој простор да не ви штрчи тука напред, туку позади, и плюс под него да имате уште една остава со 12 волтен приклучок за струја и USB порт. Многу убаво е сето ова направено, а сега ќе се префрлиме позади. Рачки пак ќе ги кажам фантастични. Нешто што ми изненади, човече, колкав простор има. Човече, види само колку добро. Нешто што заборев да ви кажам е дека седиштето, секој пат кога ќе исклучите и запалите колата, и пошто има неколку мемории на седишта, се придвижува напред-назад, но еве го сега како вратено наназад, гледате колку простор имам за нозете, колку простор имам за главата, колку е широко тука, бидејќи нема тунел, практично да нема тунел на средниот дел, тројца патници ќе уживаат, можете да си ги наместите нозете како вие сакате. Од практични елементи имаме наслон за раката со две остави за шишење, што е стварно многу кул, ми се допаја. Материјалите ми се допаја, да, тука е потврста пластика, но е убава квалитетна, и ми се допаја што истиот дизајн како дрво што го имаше напред на вратите, го има и тука. Два USB порта доле, една мало, па не е баш мало остава тука кај седиштето, и една остава странична на двете седишта, што е многу кул. И багажникот кој што нуди 480 литри багажен капацитет и багажна врата која што автоматски се отвара и затвара. Пак ќе кажам, за цената е супер. Тука му фали една даска, не сум сигурен дали не е поставена, тоа треба да прашам. Ќе ви дадам информација плюс. Под оваа даска имаме резервно тркало, и нешто што тука можам да приметам е дека нема изолација кон задните седишта. Тоа ќе видиме сега за возење дали представува некаква мака во поглед на дополнителна бучавост или не, така да сега се префрлам со возење. Сарно добив огромен број на пораки конкретно за Меич. Која ќе дојде, што мислиш за него, во споредба со овој со оној, како се однесува, што се однесува. И еве конечно дојде ред. Затоа сарно ви кажам, многу ми значи вашата поддршка, и плюс со сето тоа можам да ви понудам се што вас ви интересира, да ви покажам и да ви прикажам и да тестирам. Кога станува збор за Меич, мора да кажам една работа, дека овие перформанси што ги има на располагање се стварно она што сите вие го барате. Бар да има 200 конски сили, да може да влече, да нема лек на турбо, да нема кочење при брзини, односно при легинг при брзини, менување. Тоа, сето тука кај Меич го имате, нешто што во конкуренција на Меич го нема. Односно, ако сакате на ваков пат да си играте, и тоа како можете да го правите, мислам, гледај што прави човече, 200 конски сили, 305 ньютон метри, колава спие, прво е многу стабилно, има одличен волан, одлична тежина, да, е малку потежок за разлика од некои други негови конкуренти, но за тоа по вакви свиоци, уживанци. Нормално ова го правите каде што можете. Имате добар фидбек покрај тежината, секој пат знаете каде ви се насочени тркалата, како ќе изреагира.
ми фали, искрено ми фали малку тежина на задниот дел, бидејќи на одредени дупки можам да почувствувам одредено пливање, да го кажам. Не е страшно, не е тоа нека голема критика, чисто го кажам, нешто што приметив, бидејќи Mage не вози како SUV, вози баш како добар хетчбек, кој што има убави перформанси, како што кажав, 200 конски сили, кој што во ниту еден момент нема да кажете, бар да имаш уште 5-6 коња. Не се случува тоа тука, не се случува. Плюс менувачов 7 степен, дуал клач, луѓе не знаете, многу убаво менување, многу нежно, многу елегантно, немате, иако немате лопатки, немате ни потреба од нешто такво, бидејќи во нормал, да, менувањето е малку по културно, додека во спорт мод кој ќе оставите, веќе и повисоки обрте и достигнува со една брзина и повеќе задржува и така натаму и така натаму. Стварно, менувачот си ја брка својата работа и тука затоа кажам дека немате потреба од лопатки. Она што го кажав околу изолацијата, тоа преска мене вака ми стои тука да сакам да ви објаснам и плюс верувам дека и вас тоа ви интересира, а и имам и неколку луѓе што претходно ми пиша и баш за истото ме праша. Да, на прв поглед кој ќе кренеш вака и кој ќе видиш дека нема некоја изолација на тој дел, не дека нема воопшто, има совршено, мислам, имате убава изолација, но на тој дел кој ќе видите мислите дека ќе биде страшно бучаво внатре. Не. Има бучавост, да, ја слушам од позади како ми доаѓа, но тоа бидејќи го видов и го знам или го споредувам со друго возило. Не е нешто страшно, не е нешто што би ме одбило. Но, еве ќе го кажам као критика дека да, би сакал да има можност да се постави некоја изолација за да се намали, да биде многу потивок, бидејќи реално многу тивок. Немате отпор на воздух, немате шумови од ретровизори, од гуми, мада имате одлични гуми, Dunlop ки вози, што е нетипично за кинески автомобил, а тука тоа само ми кажа колку е сериозен овој модел. Дополнително на тоа, друга работа што мора да искритикувам се подпорите, би сакал да се поголеми и тука и на долниот дел, бидејќи нормално како SUV се чувства одредено клатење. И гледате јас колку се движам, реално клатењето не е толку многу колку што мене седиштето ми е широко па се движам и пливам низ него. Да го немам тоа, јас ке се чувствам многу поудобно и нема ни да го искритикувам воопшто дека се чувства некакво клатење. Бидејќи стварно станува збор за сериозно стабилен автомобил кој што ќе уживате многу километри и не ве изморува воопшто. Не ви изморува. Во поглед на опременост имате стварно богата опрема во поглед на безбедност. Задржување во сообраќајна лента, адаптивен темпомат, автоматска кочница, да не ги набројувам сите останати. Меморија на седишта, вкупно 5 различни мемории на седишта кои што можете си ги зачувате. Електрично подесиви се и двете предни седишта, што е супер. Нешто што ми се допаѓа многу, што можете преку екранот пред возачот да гледате многу информации кои што се лесно достапни, односно не заглавувате во менито, односно при возење лесно можете стигнете до што и да ви интересира. И друга работа што можам дури климата тука да ја подесувам. Не секој модел ова го нуди, не секој. И тоа ми прави што е можно повеќе се задржам тука при возење, отколку да се спуштам па леле се у мениво ќе заглавам. Тоа го оставам на сопатникот. Тој нека си мести се што сака. Јас од тука можам да се наместам за мене и да уживам. Многу нормално, битна работа е потрошувачката. Са вака на притискање е нешто повисока потрошувачката и у моментов ми изнесува некаде околу 9 комбинирана, што е релативно висока, знам, но стварно го притискам, стварно го форсирам. Цивилизирано кога возам, ја спуштив некаде на 6,5 литри на отворено, додека во град околу 8.
9, зависи, па ќе кажам колку сум јас тежак на гаста. И кога сум веќе кај педалите, нешто што мора да го пофалам, се кочниците. Нема луфта на кочницата за да знаеш кај ти фаќа, туку ја притискаш и човече, каква сигурност дава. Каква сигурност дава кочница, тоа е нешто ненормално, неочекувано за кинез, неочекувано за 25.900 евра. И ако ме прашувате, Кирил, дали вреди? Да, вреди. Да, има и во конкуренција многу по-сериозни брендови модели. Ако може да го споредиме со Tucson, со Sportage, сериозни модели. Но ако гледаме нешто поевтино, а повторно да имаме одлична опрема, да имаме убав квалитетен автомобил, сето тоа убаво да функционира, да имате одлично возачко искуство, и тоа како вреди. 8 години гаранција. Не ме прашувајте, луѓе. Не ме прашувајте. Одете директно, извозете го. Ако вас ви прави кејф, ако вие критики што ги кажав не ви пречат, тогаш ова е возило за вас. Ова е стварно возило за вас. Мислам, што повеќе? Што повеќе? Направете subscribe, бидејќи тоа имам јас да кажам за Мејч. Буквално ова е магија во движење, иако не сакам така да карактеризирам, но ова е магија во движење. Направете subscribe, пишете ми во коментар како ви изгледа Мејч, што друго мислите дека треба да возам и нормално, се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао!